Најпрво сакам да изразам благодарност до сите лидери на политички партии кои што беа денеска присутни на нова лидерска средба, затоа што сите едногласно одлучивме дека здравјето на граѓаните ни е преди наце и дека треба да ги напуштиме, што би се рекло, тесните партиски интереси во моментите кога тоа најмногу нацијата и граѓаните на Македонија го очекуваат од нас, и тоа се случи практично на денешната средба. Едногласно со консензус практично сите донесовме одлука дека одложувањето на предвремените парламентарни избори, кои што претходно беше закажано за 12 април, е возможно и треба да се случи. Она за кое што се разви дилема и за кое што имаше дискусија за време на состанокот беше да се најде правна основа како сето тоа да се реализира. Она кое што беше став на ВМРО-ДПМН во минатото, сега и ќе биде став и во иднина, тоа е да се почитуваат пред се уставот, а потоа и законите. Имаше неуставни предлози на самиот состанок да се свика собранието, повикувајќи се на некои минати искуства, но од наша страна беше аргументирано дека тие минати искуства со тоа што денеска е реалност во Македонија не може да се споредат, бидејќи и ситуацијата, но и состојбата не се исти, и не само тоа, тогаш одлуката која што ја носеше собранието беше со одложено дејство и заради таа причина тогашниот уставен суд донесе одлука, бидејќи не се познава во уставот одлука со одложено дејство, туку донесена или не донесена одлука, се случи тоа што се случи, па собранието мораше два пати да се враќа. Нашиот став беше дека е потребно веднаш после лидерската средба, откако што со консензус се донесе став да се одложат изборите, да се формира експертски тим кој што ќе донесе правна основа, односно правен фундамент за одлука која што понатаму ќе значи и ќе подразбира одложување на предвремените парламентарни избори. Тоа е првиот заклучок. Вториот заклучок е она кое што ВМРО-ДПМН го побара, а е различно од тоа што го изнесоа лидери на политички партии, е дилемата дали да имаме кризна состојба на целата територија или да имаме прогласување на военна состојба. Она кое што е важно да се напомене следново, дека уставот предвидува военна состојба, не предвидува кризна состојба, но она кое што исто така значајно е што военна состојба практично не е регулирана со закон, односно не е регулирана методологијата и одговорноста што би значило прогласување на военна состојба и кои би биле чекорите. Додека пак постои закон за справување со кризи и тој во минатото беше аплициран, односно кога беа, се сеќавате, оние поплави во Скопје и ширум Македонија, тогаш се повикувавме на тој закон и се формираше кризен штаб и се действуваше визави она кое што е дефинирано со законот за кризи. Така што, можеби треба експертите кои што подоцна во денот ќе разговараат најпрвин 30 на дена да се прогласи веднаш состојба на криза на целата територија на државата, дури потоа да се примени кон вториот чекор, а тоа е прогласување на военна состојба или пак некои понатамошни парцијални определувања на криза во определени региони кои што ќе бидат зафатени со пандемијата на коронавирусот. Така што, генерално тука би го заклучил она кое што ние како ВМРО-ДПМН го добивме како впечаток од денешниот состанок, од денешната лидерска средба. Остануваме на нашите ставови кои што јас во минатото ги споменував, а тоа е дека приоритет останува здравјето на граѓаните и справување со пандемијата која што ја предизвика овој коронавирус. Предупредувавме за сериозност, исто така ја користам оваа прилика да предупредам и на имплементирање, односно мониторирање на она што ни се случува во државата, како се аплицираат оние мерки и препораки кои што ги носи владата, за да не ни се случува пресконференција една во 13:30 во денот да кажуваме дека немаме нови случаи, истото тоа да ни се случува понатаму од страна на претседателот на државата во 19 часот, за да потоа во 20 часот излезе министерот за здравство и рече имаме нови 5 случаи. Така што јасно треба да се следи она кое што државата како препорака го дава, апелот наш до граѓаните тоа да го почитуваат безусловно, затоа што само на тој начин може да се намалат ризиците од нови случаи кои што би ја зголемиле практично зафатеноста од страна на коронавирусот овдека во нашата држава. Понатаму, секундарно справување би значило и справување со економската криза, за која што апелирам уште пред 7 дена да се преземат соодветни чекори и мерки. Се сеќавате, тогаш имавме целосна пасивност од страна на владата, која што во тој момент велеше ако има потреба ќе интервенираме. За 7 дена потоа гледаме дека представници на некои политички партии и самата влада велат дека
дојде денот кога ќе треба да се интервенира, иако ние уште пред 7 дена апелиравме да тоа да се случи час поскоро, за да може стопанството колку толку да опстане. Истовремено предложивме низа мерки кои што значат, како што кажав, превенција и справување со здравствената криза, санитарната криза гледаме, немаме мерки од страна на поедини општини и поедини центри кои што треба да ја спроведуваат, и такви мерки предвидовме како ВМРО-ДПМНЕ. Остануваме фокусирани, ние ќе предлагаме, оставаме на владата да тоа што ние го предлагаме како мерки, да таа ги аплицира и ги применува. Се разбира, ќе бидеме проактивни и ќе учествуваме и понатаму, нема да критикуваме, критиките ќе ги оставиме за некои други времења откако ќе заврши оваа состојба која што денеска ни се случува со пандемијата на коронавирусот. Но на што е важно е да се каже, еве долгата приказна на кратко да ја сумирам, денеска да се состанат експертски тимови, да се најде правен фундамент за одложување на изборите, бидејќи веќе постои политички консензус помеѓу политичките партии, а дури потоа можеме да зборуваме за понатаму како за дати, кога би се случувале тие избори, така натаму. Не постои правна основа за повторно свикување на собранието, така што да останеме сите фокусирани и да се справиме со можеби еден од најголемите предизвици на човештвото, тоа е оваа пандемија на коронавирусот, не само овде кај нас, туку и во целиот свет, и паралелно со тоа да се справуваме со санирање на последиците од економската криза која што сериозно зема замав во целата држава. Благодарам. Ако имате прашање. Господине Мицковски, Тамарганчарска телна телевизија, дали има дадено рок за експертската комисија до кога да излезе со правно мислење за одлагање на изборите и дали тоа би значило дека виднаш потоа ќе имате лидерска или веќе закажете лидерска? Во текот на денот треба да се состанат експертите кои што ќе ги повика господин Пендаровски, ќе седнат, ќе разговараат, ќе пронајдат заедничко решение. На состанокот е поканети господинот Џафери, господинот Спасовски, така што заеднички треба да излезат со став и правно толкување на тоа како треба да се одложат практично закажаните избори, а потоа да донесат и заеднички став која институција и на каков начин ќе се закажат следните парламентарни избори, затоа што се зависи од тоа како ќе се справуваме со состојбата на пандемија на коронавирус. Вчера председателот Пендаровски имаше една изјава која е на линија со вашата, дека не е потребно воведување на вонредна состојба и дека е доволно прогласување кризна состојба на целата територија. Денес господинот Заев имаше една изјава пред вас во која кажа дека мора да се воведе вонредна состојба и дека не се согласува со тоа што вие не сте се согласиле со истото. Каков беше денес ставот на Пендаровски? Одеше на линијата од синоќ или на линијата на Заев? Па јас го пренесов нашиот впечаток од денешниот состанок. Морам да признам дека поедини учесници на состанокот има еден став на почетокот на состанокот, за да на крај сите заеднички се сложиме, откако сите ги презентиравме нашите ставови, дека едногласно се согласуваме дека треба да се одложат изборите и да се формира тим од експерти, наместо противно на уставот да се свикува собранието, овој тим на експерти да најде правна основа како овие избори би се одложиле, а потоа истите да се закажат. Ке останам на пристојното однесување и нема да пренесувам други детали од она кое што се случуваше денеска на состанокот. Можам само нашиот став да го пренесам, а тоа е дека ние од пред 7 дена бараме веднаш прогласување на кризна состојба на целата територија на државата. Да, свесни сме дека таков институт не постои регулиран во уставот, но затоа пак постои закон за справување со кризи, кој што регулира методологија како да се справуваме со кризите и кои институции какви ингеренции имаме, додека пак во уставот постои институт вонредна и воена состојба, но затоа пак не постои закон и методологија како да се однесуваат институциите и постои сериозна недоверба за девијантно однесување на поедини институции. Затоа, еве ќе се задржам на она кое што е наш став во овој момент, прогласување на кризна состојба од 30 на дена, а доколку експертите утврдат дека е неопходна вонредна состојба да се прогласи од страна на председателот, бидејќи уставот предвидува дека тоа може да го направат 2/3 од пратениците, 30 на пратеници да свикаат таа седница, или пак тоа да го направи председателот, во услови кога немаме мандат на собраниски состав, единствен кој што може да прогласи таа вонредна состојба е председателот на Републиката, во случајот господинот Пендаровски.
И сега околу ова девијантните појави сакав јас да ве прашам на институциите како ќе аргументирате вие против прогласување на вонредна состојба, бидејќи од тоа што можеме да го видиме, тоа што го кажа господинот Заев, тие ќе инсистираат на вонредна, мене ми изгледа дека се користи ситуацијата за да се воведе апсолутна власт. Она што е за нас важно во моментот е да најдеме начин како да се справиме со пандемијата од коронавирусот и да не ни се случува да имаме стратегија од час во час, да излегуваме во 5 часот немаме случаи, а во 6 часот да ни се случат нови 5 случаи. Тоа е загрижувачки за нас. Тоа значи дека никој не ги следи препораките на владата, дали се имплементираат и како се имплементираат и која е одговорноста на тие што не ги почитуваат препораките на владата. Такви институции ние не видовме. Второ, значаен за нас сегмент е справување со санитарната криза. Вие гледате, се прскаат улици, се дезинфецираат, се справуваат држави, кај нас за жал такво нешто не постои до овој момент. Трета работа. Кои се мерките, економските мерки? 7 дена на 4 пресконференции лично ние зборувавме кои што треба како држава да ги превземеме за да се справиме со економската криза која што ни е на предпорти. 110 милиона се нашите анализи дека месечно евра ќе не чини ова што денеска имаме застој во стопанството. Нас ни се подитно како држава ни се потребни најмалку половина милиарда евра. Да ги најдеме, да ги обезбедиме за да можеме да ја санираме штетата во економијата, затоа што луѓе ќе останат без работа, бизниси се затвараат, сето тоа може да предизвика сериозна дисторзија на макроекономски план. Но еве ајде тоа да го оставиме како терцијален аргумент. Што се однесува до одложувањето на избори, рековме тоа е во моментот политичка одлука безусловна, односно мора да се случи тоа, да оставиме експертите да го најдат вистинскиот начин како тоа да биде правно аргументирано и подкрепено. Тоа ќе се случи во текот на денот, ние се сложивме внатре дека одлуката на експертите, начинот, методологијата, сите ќе ја почитуваме. Ете, тоа е она кое што би го кажал како заклучок, кој што е поврзана со кризна состојба, ворена состојба или нешто друго. А кој ги избира тие експерти? Председателот Пендаровски.